веќе до таа мера ни е испиена крвта од државата и од работодавачите да и овие 8 часа се премногу за еден домашен градежен работник, имајќи во предвид дека веќе градежниот работник е 55 плюс години во просек. Со овие предлог закони се кршат сите до сега воспоставени закони и пракси и сакаме да легализираме на еден начин преку време на работа која што нема да биде екстра платена, како прво, а како второ, не ни смее толку часа да работи работникот, бидејќи и со овие 8 часа работа на отворено гледаме секојдневно како имаме повреди на работните места и најголем број на жртви, токму во секторот градежништво. Верувајте дека подобро нема да биде со промена на ниеден од овие закони. Особено не за трудовите клаузули и за она што се бориме постојано дека не може до крај да го потрошите македонскиот работник за вие нешто да направите. Нема ништо поважно на крајот на денот од здравјето и безбедноста на луѓето, особено на тие што ќе работат на вакви објекти кои што треба да бидат општо добро за државата. Тој стратешки партнер што дошол, ако дошол за да не однесе во гроб, онда разговараме за многу погубна политика и погрешна политика. Законот за работни односи е лекс генералис. Тој е устав на работниците во државата. Не може за едни да важи, за други да не важи. Понатаму тоа ќе повлече низа промени во другите сектори. Ќе искочи дека и текстилната индустрија ако работи 60 часа ќе биде многу попродуктивна и дека и тие работници треба да паѓаат во несвест за да донесат поголем профит и за работодавачите и за државата, на грбот на здравјето на вработените. Тоа верувајте дека нема да го дозволиме. Ако искочиме на терен, ќе видиме дека 8 часа на надворешни влијанија, дожд, снег, ветер, сонце и работни места кои сами по себе сносат висок степен на ризик, се премногу, а не да ги дополниме со други прекувремени часови. Нема поголема казна од еден работник вие да го држите 12 часа на работа, а за притоа да му компензирате само пари. Нема цена за здравјето на вработените, особено кога имаме повреда, во истиот тој момент губат сите и државата, бидејќи вработениот е натовар на фондот, губи работодавачот, бидејќи го нема работникот на работното место и губи самиот работник и семејството. Не може да правиме закони кои што едно ќе важат за домашните работници, друго ќе важат за странските работници. Повторно имаме дискриминација. Сега ние низ годините сме ги избркале нашите работници да градат туѓи економии во западноевропските земји, а ќе увезуваме работници од третиот свет земји за да ги малтретираме, ќе кажам народски, и која плата ќе им ја дајме на тие работници за да останат тука. Историјата кажува дека и тие што дошле на печалба во Македонија виделе дека не се живее со минимална и просечна плата тука. Ние како земја членка аспирант за таа Европска унија, требаше да пресликаме некој можеби модел каде што ќе пробаме 6-7 работно време или 4 часа во неделата, а не да се враќаме пред 3 века и да мислиме дека ќе донесеме законско решение кое што ќе биде добро за нашите работници, па и за тие што би дошле од надвор, да работиме во просек по 12 часа дневно.